Вечерва на свеченоста по повод одбележувањето 20 години од основањето на Државната комисија за спречување на корупцијата е и првата председателка на комисијата, господјата Слагјана Тасева. Господја Тасева, повелете. Добро вечер. Почитувана председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата, господја Билјана Ивановска. Почитуван председател на Република Северна Македонија, господин Стево Кондаровски. Почитуван председател на Собранието на Република Северна Македонија, господин Талат Чафери. Почитувани министри во владата на Република Северна Македонија, екселенција, амбасадори на пријателските држави и на меѓународните организации кои делуваат во Република Северна Македонија. Почитувани колеги, членови на Државната комисија за спречување на корупцијата во изминатите 20 години. Почитувани пријатели, гости, поканети на овој настан за обележување на 20 години од почеток на институционализирана борба против корупцијата. Имам посебна привилегија и чест да ви се обратам денес, кога правиме ретроспектива на борбата против корупцијата во Република Северна Македонија. На почеток, дозволете посебно да истакнам дека во борбата против корупцијата секој поединец е важен и остава свој белег. Со таа мисла, сакам да ве поканам со една минута молчење да му дадеме почит на членот на комисијата кој не е повеќе меѓу нас, како и на господинот Јован Трпеновски, како и на другите кои активно со своите сфери и компетенции на работа оставиат белег во борбата против корупцијата. Нека им е вечна слава и благодарност. Поминаа 20 години откако во 2002 година во Република Северна Македонија се воспостави институционализирана превенција против корупцијата. Првиот закон за спречување на корупцијата донесен во април 2002 година, а во ноември истата година Собранието ги избра првите 7 членови на Државната комисија за спречување на корупцијата со мандат од 4 години без право на повторен избор. Како да беше вчера. Така изгледа ако ги немаме во предвид поминатите 20 години, 240 месеци или 7200 денови. Како да беше вчера, кога 7 членови на Државната комисија за спречување на корупцијата за прв пат ја преземаа обврската да ги направат првите чекори во градење на институцијата која требаше да одговори на законските надлежности за кои не постоја претходни искуства и примери. Кога се востанови нова институција која требаше да го најде своето место помеѓу традиционалните институции за борба против криминалот. Кога Државната комисија за спречување на корупцијата започна со поставување на темелите на системот за борба против корупцијата во Република Северна Македонија. Да се потсетиме, тоа беше време кога важеше правилото направи комисија ако сакаш работата да не биде завршена. Но првиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата, во кој членовите функцијата ја обавуваа хонорарно, се зафати да го покаже спротивното. Комисијата многу брзо почна да работи и да дава резултати. Тогаш, во 2002 година, проблемот со недовербата во институциите беше изразен до толку голема мера,
што комисијата во првата година доби 1000 пријави од граѓани и од институции. Тие пријави по најголем дел се однесуваа на лични проблеми на граѓаните со нефункционалните институции. Но во тие пријави имаше и големи случаи кои произлегоа од подстапките за приватизација, како што се случаите Пешпет, Џумаилија, Порцеланка, Национална платежна картичка. Сите останаа таму каде што ние ги оставивме. Членовите на комисијата успеа да воспостават процедури за примена на законот, да ја добијат и да ја задржат довербата на граѓаните. Со првата државна програма за спречување на корупцијата се направи сериозен исчекор во воспоставување на системот за превенција и борба против корупција. На основа на таа прва програма се изменија 14 членови од Уставот со цел да се обезбеди независен избор на суди, да се зајакнат мерките за истрага, да се сочува статусот на независните институции. Поддршката од владата тогаш беше постојана. Беа разрешувани функционери, именувани одлуки. Некои не навикаа дури влада во сенка. Во изминатите 20 години се постигна многу од аспект на создавање на законска и институционална рамка или архитектура за борба против корупцијата и криминалот. Се воспостави Управата за спречување на перење на пари, веќе во 2003 година. Се изменија кривичниот законник, законот за кривичната постапка, се воведе мерката конфискација, се воспостави јавно обвинителство за борба против организираниот криминал и корупцијата, се воведоа нови методи во превенција и борба против корупција. Република Македонија стана лидер во регионот по своите антикорупцијски мерки и служеше како модел за восстановување на другите антикорупцијски институции во регионот. Сите тие се воспоставени после воспоставувањето на нашата комисија. Подпишани и ратификувани се сите релевантни меѓународни конвенции, се спроведуваат редовни евалуации во рамки на меѓународните организации, како споменатите Греко и Манивал, а сега веќе и вториот круг на проценка за спроведување на одредбите од УНКАК. И во сите овие евалуации се констатира една состојба. Воспоставената институционална архитектура е недоволно ефикасна во имплементирање на законите. Недостасува имплементација и ефикасност. Како резултат на тоа, постои опаѓање на резултатот во индексот за перцепција на корупцијата. Председателот кажа за последниот напредок, да, меѓутоа, од 60-то место во 2002 дојдовме на 111-то место до 2021 година. Опаѓа индексот за слобода на медиуми, за владење на правото или за човековите права. Извештаите за прогрес на Република Северна Македонија од Европската комисија постојано покажуваат недостаток на владење на правото и недоволна ефикасност во борба против корупцијата, која се протега хоризонтално во сите сфери на општеството, од економијата и јавните набавки до здравството и образованието. Корупцијата како да доживеа свој развој и подем заедно со развојот на институциите кои постојано добиваат меѓународна поддршка за јакнање на капацитетите и компетенциите. Она што недостасува е вистинска политичка волја за борба против корупцијата. Таа не се изразува само во носење на закони, туку и во обезбедување на услови за нивно спроведување. Институциите делуваат изолирано. Соработката се уште е на многу ниско ниво. Резултатите, изразени во решени случаи, изречени санкции и конфискации, се поразителни. Сите показатели за развој на општеството покажуваат стагнација, а младите ја напуштаат државата во која не се создадени услови за еднакви шанси за напредок и развој. Денес, 20 години подоцна,
Кога сакаме да зборуваме од аспект на постигнатите резултати, се чини дека се уште сме на почеток во борбата против корупцијата. Корупцијата и натаму има огромно корозивно влијание врз владењето на правото, врз довербата во институциите, таа го забавува развојот, го намалува и она малку недоволно богатство што го има Република Северна Македонија, кој се бројува во најсиромашните држави во Европа. Корупцијата ги држи луѓето заробени во сиромаштија. И тоа во услови кога денес на глобално ниво зборуваме за прекугранична корупција, која ги поттикнува бројните кризи со кои колективно се соочуваме и ги подкопува напорите на меѓународната заедница за справување со овие кризи. Во овие глобални напори за безбедноста и справување со кризи, неопходно е ефективно исполнување на сите претходни заложби за борба против корупцијата на национално ниво и прифаќање, но и забрзано спроведување на нови мерки кои се поставуваат во глобални рамки. Само на овој начин можеме да се вклучиме и да придонесеме во глобалните текови. Големата или висока корупција, која ги обединува политичките и финансиските елити, представува злоупотреба на јавната моќ за приватните цели. Таа се покажа како голема пречка во справување со пандемиите, борбата против климатските промени, усогласувањето на бегалските кризи, промовирање на демократијата и човековите права, исполнување на целите на Обединети нации за одржлив развој, восстановување на меѓународен мир и безбедност и обезбедување поравноправен и основан на правила глобален поредок. Република Северна Македонија треба да се гледа себе како дел од тој глобален поредок и не може повеќе да делува изолирано, како дома, така и меѓународно. Да се биде дел од глобалниот поредок не значи само да се оди на меѓународни конференции. Напорите за борба против корупцијата бараат сериозни лидери, кои ќе воспостават јасни правила за однесување како дома, така и надвор. Затоа што големата корупција е резултат на не е резултат на немање на закон. 189 членки на Конвенцијата УНКАК на Обединетите нации за борба против корупцијата имаат закони, но големата корупција и натаму расте. Сепак, клептократите уживаат нееднаквост, бидејќи ги контролираат институциите на правдата во земјите во кои владеат. Би сакала да верувам дека Република Северна Македонија не е во оваа група на држави, но резултатите од борбата против корупцијата и состојбата во која се наоѓа владењето на правото во Република Северна Македонија не ми дозволува да мислам поинаку. Освен дека треба да се направи нешто подобро и повеќе за доброто на граѓаните. Фактот дека постојано ја губиме битката против корупцијата покажува дека нашите напори не се доволно добри. Затоа, од оваа говорница и пред овој форум повикувам и се надевам дека политичарите и граѓаните на Република Северна Македонија ќе се обединат во застапување на вредностите на демократијата, доброто владење и владење на правото. Во оваа битка сме потребни сите. Да ги оставиме сите неуспеси и порази во борбата против корупцијата во оваа зграда, овде, во музеј. Тие да станат минато и да поведеме нова, одлучна битка против корупцијата сите заедно. Следната декада да ја обележиме како членка на Европската Унија, која ќе биде сериозен партнер на Европа со забележани стандарди во владењето на правото. Ви благодарам.